Господине Заев, албанците, исто како и македонците и сите останати во Република Македонија, ниту се задоволни, туку се разочарани и излажани од лажните ветувања кои што им ги дававте во преизборието. Господине Заев, имате ситуација каде што и албанците и македонците се иселуваат како никогаш досега. Погледнете ги паралелките во Тетовско и во Гостиварско, намалени се од 35 ученици на 12-13 ученици. Господине Заев, не набројавте ниту еден проект кој што сте го направиле ниту за албанците, ниту за македонците. Господине Заев, имавте 10 минути да кажете што конкретно сте направиле за албанците, а вие немавте еден конкретен проект да кажете што сте направиле за тие луѓе. Само зборови, фрази и демагогија. Тоа добро звучеше пред 2-3 години кога бевте во опозиција, но сега, од 1 јануари, вие сте веќе 3-та година на власт. Ништо немате направено за тие луѓе. Господине Заев, Липково се иселува, има невиден екзодус, исто така и Куманово. Во Арачиново добивте 3000 гласови. Утре да има избори, поради фијаското и дебаклот на вашата градоначалничка Миликија Халими. Утре да има избори не би добиле повеќе од 1000 гласови. Во Рачиново нема безбедност, погледнете го писмото кое што се однесува на јавната безбедност во Рачиново, но исто така и во Чаир, во Липково, во Тетово и во другите места. Нема безбедност, туку има убиства, нерасветлени криминали, рекетари, бандити и општа небезбедност помеѓу граѓаните. Господине Заев, погледнете ги општините Боговиње, Желино, Врапчиште, Теарце, што имаат добиено од вашата влада? Буквално ништо. Господине Заев, вие, вашата влада, вашите министри, ги одбија нашите амандмани, кои што беа заедно гласани со Алијансата на албанците, заедно со БЕСА, некогаш и ДУИ гласаше Партијата за европска иднина, имавме амандмани за Струга и Струшко, за Лабуниште и Вевчани, за Мислешево и Подгорци, имавме амандмани за Кичево, за Заја, за Осломеј, имавме амандмани за Источна Македонија и за Скопје, за да покриеме неспособноста на Петре Шилегов, кој што ништо не прави, ниту во Сарај, ниту во Чаир, но ниту ништо не прави во аеродром. Имавме стотици предлози, ништо не прифативте. Албанците се разочарани и излажани, затоа што ништо конкретно немате направено. Немате нови фабрики, нема инфраструктура, а граѓаните се иселуваат од сите националности. Од Македонија, поради вашето фијаско на економски политики, се случува невиден екзодус и иселување. Благодарам. Благодарам.